Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е шефот на Канцеларијата на Меѓународната организација за миграции Сонја Божиновска-Петрушевска. Господја Божиновска-Петрушевска неодамна собранието ги усвои измените во Законот за азил, колку тоа ќе ги улесни случувањата со илегалните мигранти во земјава. Да, законските решенија во Законот за азил сметаме дека во голема мера ќе придонесат во однос на намалување на ризиците на кои што досега беа изложени мигрантите, кои што се однесува во поглед на криумчарењето на мигранти, потоа нивната голема изложеност во однос на разни криминални активности, како што беа нападите, потоа исто така активностите на нивните напади, плячкање и така натака. Така да сметаме дека измените во Законот за азил придонесуваат во однос на легализирање на движењето на мигрантите, а кога движењето на мигрантите е легализирано, имаат можност за поголем пристап кон заштитните механизми, имаат можност да бараат заштита. Клучна карактеристика на секој ефикасен систем на менаџирање на миграциите е да се обезбеди безбедно движење на мигрантите, со што им се олеснува и правото и пристапот кон тоа да бараат азил, што е право кое што е загарантирано со меѓународните стандарди. Каков е вашиот став за поставеноста на МВР во справувањето со овој проблем? Знаеме дека светски медиуми јавија дека во куќа во Ваксинце мигранти се држени како заложници, а често се напаѓани од криминални групи, како што рековте, има и случаи на ограбување. Видете, станува збор за мешани или така наречени комплексни миграцијски текови. Комплексни миграцијски текови вклучуваат различни категории на мигранти. Значи не станува збор само за еден тип мигранти, него има различни видови кои што имаат различни потреби на заштита, вклучувајќи бегалци, вклучувајќи баратели на азил, вклучувајќи жртви на трговија со луѓе, вклучувајќи непридружувани малолетници, како и жени кои што се особено ранливи во услови на вакви масивни миграцијски текови. Сите тие поминуваат низ границите, најчесто на неавторизиран начин, најчесто без документи, поминуваат низ граници на повеќе земји кои што недобро ги познаваат, така да во очајниот обид да најдат сигурност, да најдат безбедност за себе и за своите семејства, тие се принудени да ги користат услугите на криумчарите на мигранти. Така да и во овој поглед, активностите на Министерството за внатрешни работи беа насочени кон откривање и казнување на криумчарите на мигранти, потоа исто така кон адресирање на оние случаеви кога беа нападнати мигрантите со цел спроведување на одредени активности против овие мигранти, како што е пљашкањето и така натака. Законот за азил, односно новите законски решенија на Законот за азил, како што реков, во голема мера намалуваат изложеноста на мигрантите кон разновидните ризици. Меѓутоа, сепак треба да се води сметка дека тие се движат на отворено, дека се изнемоштени, дека се наоѓаат во тешка финансиска состојба и се уште е потребна превенција и нивна заштита во тек на нивното движење, бидејќи се наоѓаат во доста ранлива состојба. Впечатокот е дека на терен повеќе со мигрантите се активистите отколку организациите. Кој е вашиот став за тоа? Вака, значи, како што знаете, формирано е координативно тело, така да ние сме во контакт со институциите, вршиме одредена проценка на потребите, така да нашите проектни активности кои што ги планираме ќе бидат во насока на потребите на координативното тело, како и на институциите кои што имаат компетенции во делот на менеджментот на миграциите. Народниот правобранител нотираше лоши услови во прифатниот центар за мигрантите. Какво е вашето видување за состојбите таму? Народниот правобранител, како и други меѓународни извештаи, укажа на неадекватноста на просториите на прифатниот центар за странци, како од перспектива на расположивите капацитети, така и од перспектива на меѓународните стандарди. Меѓународната организација за миграција исто така изработи физибилити студија за нерегуларните миграции во Западниот Балкан и исто така беше препорачано дека е потребна поддршка од перспектива на проширување на прифатните капацитети и адаптирање на прифатните капацитети согласно овие миграцијски текови. Прифатниот центар беше воспоставен во период кога обемот на ирегуларната миграција беше значително помал.
Сега обемот на миграцијата е многу помасовен, многу помал, структурните карактеристики на мигрантите се други. Има зголемено присуство на мигранти кои што имаат потреба од заштита, така да нормално дека потребно е да се изградат и прифатни капацитети кои што ќе одговараат на овие миграцијски текови, како и на потребата од заштита на мигрантите. Сепак постојат определени позитивни придвижувања во овој поглед. Имаме најави за пренамена на одредени објекти кои што би имале за цел да бидат прифатни центри за мигранти согласно стандардите, а исто така знаеме дека во последниве недели има значително намалување на бројот на мигрантите во прифатниот центар за странци, односно тие се пренесуваат од прифатниот центар за странци кон прифатниот центар за баратели на азил и се бараат други алтернативни решенија за сместување на оние мигранти кои што се ранливи, што е од огромно значење за правилно адресирање на проблемот согласно меѓународните стандарди. Србија ги враќа мигрантите од границата со Македонија, неодамна имавме таков случај. Унгарија најави поставување на ограда со границата. Како вашата организација гледа на овие мерки? Видете, миграцијата по својата природа се одвива преку граници. Значи, таа е меѓународна и не може никоја држава самостојно и сама да ги менаџира миграциите. Туку е потребна координација и соработка помеѓу земјите, која што е посебно клучна во вакви периоди на масовни миграции. Координацијата и соработката помеѓу државите во голема мера би придонела за намалување и споделување на миграцијскиот товар помеѓу земјите согласно капацитетите со кои што тие располагаат. Така да нашето присуство во голем број на земји во светот, каде што постојат вакви масовни миграцијски текови, укажуваат на тоа дека кога постојат вакви состојби, државите се во дилема, од една страна како да се справат со ваков миграцијски товар, кој што секако дека има и финансиски импликации врз државите, а од друга страна како да одговорат на потребата за заштита на мигрантите, кои што имаат права според меѓународните стандарди. Која е опасноста за Македонија од таквите мерки? Може ли да се соочиме со нова бегалска криза во земјава? Како што реков, клучно е да се воспостави соработка и координација помеѓу земјите со цел сразмерно споделување на миграцијскиот притисок, со цел да се овозможи од една страна и ефикасно управување на миграциите, од друга страна и ефикасна заштита на правата на мигрантите. Од друга страна, без оглед на тоа дали ќе дојде до миграцијска криза или нема да дојде до миграцијска криза, државите треба да се спремни, односно да имаат капацитети да одговорат на ваквите кризи и да се спремни за третман на мигрантите согласно меѓународните принципи. Знаеме дека е оформено координативно тело кое што има за задача следење на состојбата, кое што има за задача да ги подготви тие неопходни капацитети и да соработува со сите релевантни институции со цел координација на активностите и комплементирање на активностите со цел да се постигне подобар ефект. Подготвена ли Европа да се соочи со мигрантите, бидејќи очекуваме бројката и натаму да се зголемува? Согласно Европската миграцијска агенда, знаеме дека постојат препораки во поглед на соработка помеѓу државите со цел да државите преземат одреден процент на мигрантите, со цел да се намали товарот на јужната граница, така да во дискусиите се во оваа насока во овој момент, а исто така во поглед на подобрување на идентификацијата на мигрантите, затоа што некои од мигрантите имаат потреба од меѓународна заштита, други мигранти немаат потреба од меѓународна заштита, така да оние кои што имаат потреба од меѓународна заштита своето место би го нашле таму каде што би го нашле своето место во Европа, додека оние кои што не се во потреба од меѓународна заштита би биле вратени во земјите. Знаеме дека конкретно во поглед на барањата на азил, моментално најголем товар има во Германија, каде што бројот на барања за азил се некаде околу 73.000, потоа следи Унгарија околу
11.000, потоа следат Италија и Франција со по 15.000, Шведска со 11.000. Овие 5 земји преземаат 85% од вкупните барања на азил во Европа. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.